Драги присутни, добро дојдовте на овој наш серијал Смислата на животот. И еве на уште една тема која ја имаме вечерва пред нас. Насловот е "Животот е минлив". Како што се сеќавате, минатиот пат зборувавме во нашето предавање за животот од Божја перспектива. И кажавме дека се раѓаме без ништо да донесеме на овој свет и заминуваме од овој свет без нешто да однесеме со нас. Така да на крајот заклучивме и поставивме едно прашање кое е важно за секој еден човек на оваа планета Земја, а прашањето гласи: каде планираме да ја поминеме вечноста сега и оној момент кога ќе дојде? Како што знаете, ние нашите предавања ги базираме врз основ на самото Свето писмо и вечерва сакам да продолжиме исто така во тој дух да зборуваме од самата Библија и еве го текстот кој што е пред нас, кој се наоѓа во Псалам 39 глава или 39 Псалам 4 стих. Кажи ми ги, Господе, мојот крај и колкав е бројот на моите дни, за да знам колку е краткотраен мојот живот. Ја верувам дека секој еден од нас во даден миг од нашиот живот веројатно сме си го поставиле ова прашање и сме сакале да знаеме колкав е нашиот живот. Истиот писател во 119 Псалам 19 стих вели: "Придојден сум на земјава, не сокривај ги од мене твоите заповеди." Животот на оваа земја е минлив и Библијата е полна со метафори кои зборуваат за кусиот, привремен и минлив живот на оваа планета. Животот е опишан како магла, како брз тркач, како здив, како чад. И Светото писмо во една книга, најстара книга, книгата за Јов, во 8 глава 9 стих вели: "Ние сме вчерашни и ништо не знаеме. Нашите дни се како сенка на земјата." За да би можеле подобро да ги искористиме деновите од својот живот, не смееме да ги заборавиме двете вистини кои ни се откриваат. А кои се тоа? Првото, во споредбата со вечноста, животот е многу краток. Мислам дека секому ова од нас ни е јасно како ден, бидејќи годините кои ги минуваме, тука се зависно од поединец до поединец, кај некој подолги, кај некој пократки животниот век. Што еден мој колега во една прилика знаел да каже: "Сите ние се укопуваме, само некој по ред, а некој преку ред." Колку и да се годините на земја во однос на бесконечноста со Бога, тоа е немерливо. И дури луѓе кои што се на 90, на 100 години, вие ќе видите дека се уште сакаат да живеат. Желбата е да се живее. Втората вистина е: земјата е само привремено живеалиште. И ние мораме тоа да го сватиме, дека тука сме бидејќи Бог сакал да се родиме и бидејќи Бог има план со нас. Сака да сме со Него не само сега, додека живееме овој живот на планетава Земја, него и во вечноста. И зарем тоа не е чест и прединство да ја имаме таа предност да бидеме во вечноста со Создателот? Оној кој што го создал се што е видливо и оно што е невидливо. Да можеме да гледаме како ќе создава нови светови, како е голема неговата креативност, моќ, слава, љубов, милост, добрина, трпеливост и да не набројувам, верувам дека ви се познати сите овие Божи позитивни карактеристики. Тука нема долго да се задржуваме од таа причина што имаме совет и нема премногу да се врзуваме за работите на земјава. Тоа е она што Бог не советува додека живееме на оваа наша планета Земја. Да не се врзуваме за минливите работи, за она што Тој го создал за нас и за да ние можеме да живееме во нив. Како што кажавме, втората вистина земјата е наше привремено живеалиште. И токму таа причина
еден мудар човек, псалмист Давид, ќе ги каже следните зборови. Кажи ми ги, Господе, мојот крај и колкав е бројот на моите дни, за да знам колку е краткотраен мојот живот. Го читавме овој текст на почетокот, али сакаме да се подсетиме на него, да ја сватиме оваа вистина која се наоѓа во Светото Писмо. Повеќе пати Библијата го споредува животот на земјата со привремен престој во некоја како странска држава. Ова не е наш стален дом, ниту конечно одредиште кое Бог го има за нас. Ние се само минувачи кои привремено сме на оваа планета Земја. И од нас зависи како ќе го живееме овој живот. Библијата ги користи зборовите како што се тугинец, странец, патник, гост, посетител или намерник. И токму таа причина Давид, како што и кажавме прегеска, во 119 псалам, 19 стих вели: Придојден сум на земјава. И Боже, не сокривај ги од мене Твоите заповеди. Апостол Петар, па од друга страна, ќе ги каже следниве зборови. Ако го нарекувате Отецот оној, тогаш поминувајте го времето, се мисли на патувањето на нашиот живот, во страхопочит. Во Калифорнија, каде што живее еден проповедник, вели дека мнозина од другите делови на светот луѓето се преселиле за да дојдат во Калифорнија за да работат и печелат, ама си го сочувале државјанството од својата држава. Може би и некој од вас кои што ја гледате ова наша емисија, ова наше предавање, го има истото тоа. Јас се сеќавам дека бевме во Англија со сопругата, ние си го сочувавме нашето државјанство, затоа што не доживувавме Англија како наша земја. Ние не сме таму родени, ние сме странци на таа земја. И од друга страна, од тие луѓе кои што доаѓале во Калифорнија да печелат, од нив се барало да со себе носат една зелена карта, која им дозволува да таму работат и покрај тоа што не се државјани. Христијаните би требале да носат една духовна зелена карта која би ги подсетувала дека имаме небеско државјанство. Бог вели да неговите деца треба поинаку да мислат за животот отколку оние кои што не веруваат во него. И затоа апостол Павле во Филипјаните ќе ги каже следните зборови. Затоа мнозина за кои често сум ви зборувал, а сега дури и со солзи говорам, постапуваат како непријатели на крстот Христов. Нивниот крај е погибел. Нивниот Бог, вели апостол Павле, е стомакот, а славата во нивниот срам. Зошто стомакот? Затоа што преокупација на нивниот живот станало само да си набават добра храна, да се нахранат и да живеат добро и да го наполнат својот стомак. Апостол Павле ќе продолжи понатаму и вели: тие мислат за земните работи, а нашето, вели, жителство е на небесата, од каде што го очекуваме и Спасителот, нашиот Господ Исус Христос. Ние како христијани, драги мои, треба да сватиме дека нашето жителство, нашето државјанство е на небото. Ние сме на некој начин амбасадори на планетава Земја, представници на небесното царство. Како ќе го представиме тоа царство? Зависи од нашиот живот. Дали ќе го носиме достоинствено името христијанин? Првите верници разбирале дека животот е многу повеќе отколку само неколку години на живот на оваа наша планета Земја. Ние знаеме дека нашиот идентитет и нашата татковина се поврзани со небесата, со вечноста, со татковината, тоа е небото кое што каде се наоѓа нашиот небесен Отец. Кога ќе ја сватиме оваа вистина, ќе престанеме да се грижиме за тоа како да имам се и како да приграбам се на оваа земја. Бог е многу сериозен кога е во прашање животот тука и сега, поради присутните опасности да се прифатат вредностите, приоритетите, па дури и начинот на кој животот и луѓето кои што живеат околу нас. Ако ние се сообразиме со нив,
пошто сме поразлични од нив, а го носиме името христијани. И ние како луѓе некогаш се играме со искушенијата на овој свет. И токму таа причина Бог тоа го нарекува како духовна прелюба, затоа што недостоинствено го носиме името. И токму таа причина апостол Јаков во своето послание во 4 глава, 4 стих вели: прељубодејци и прељубодејки, не знаете ли дека пријателството со овој свет е непријателство на Бога? Зашто кој сака да му е пријател на светот, му станува, вели апостол Јаков, непријател на Бога. Сушност, ова е наш избор. Вие и јас одлучуваме дали ќе бидеме Божи пријатели или ќе бидеме пријатели на овој свет. Дали ќе бидеме прељубодејци и прељубодејки. Чии пријатели сакаме да бидеме? Ако сакаме да бидеме пријатели на овој свет, ја губиме можноста за да бидеме во вечноста со Бога. Ако бидеме пријатели со Бога, ја имаме предноста да живееме на оваа земја со цел, со смисла, со желба, да се подготвиме за вечноста која Бог сака да ни ја поклони. Замислете дека сте замолени од страна на својата држава да бидете, како што кажав прегеска, амбасадор во некоја непријателска земја. Пред се би морале да научите нов јазик и да се прилагодите на некои од обичаите, да ги прифатите културолошките разлики со цел да ја исполните својата мисија, за да луѓето можат подобро да ве запознат, али од друга страна и подобро да ја презентирате својата држава. Исто така, за да ја исполните и својата задача на која сте испратени. Би морале да воспоставите контакти и да се поврзите со тие луѓе. Истата таа задача ја имаме и ние како христијани на оваа наша планета Земја. Бог не повикува да живееме на оваа планета Земја, али да не се сообразиме со неа, да не станеме дел од неа. Така да изборот е наш, дали ќе бидеме представници или не. А замислете се од друга страна, ако сте негативен амбасадор. Каква слика луѓето ќе имаат за вашата земја? Во една прилика имав една таква лоша прилика да видам амбасадор на една држава, кој што не се страмеше да го прави тоа што го направи. Бевме соседи со резиденцијата на тој амбасадор и ме изненади неговиот став, неговиот однос. Сликата за неговата држава тотално во моите очи се промени. Гледајќи го тој човек кој правеше неморални работи, работи кои што се не содействуваат со она што Библијата ни го открива. И затоа апостол Петар во 2 глава во 11 стих ќе ни ги каже следните зборови: возљубени, ве молам како придојдени и гости да се пазите од телесните похоти што војуваат против душата. Еден друг превод вели: возљубени, ве молам вас како странци и патници на земјава да се чувате од телесните желби кои со душата војна водат. Сите ние водиме војна, свесно или несвесно. Дали како гости, дали како странци и како патници и дали како амбасадори на оваа планета Земја. Бог не предупредува да не бидеме премногу приврзани со она што е околу нас, бидејќи е минливо и сето тоа еден ден ќе го снема. Кажано ни од друга страна, апостол Павле ќе ни ги каже следните зборови во посланието до Коринтијаните, во 7 глава 31 стих вели: и кои се ползуваат од овој свет, како да не се ползуваат, зашто ликот на овој свет е минлив. Во споредба со другите векови, за поголемиот дел од земјата и земите на запад, животот никогаш не бил полесен. Непрекинато имаат забава, разонода, задоволство, покрај се што
на така фасцинантно направено и не привлекува, и како што медиумите знаат да човечкиот ум го хипнотизираат и уживањата кои денеска ни се достапни, лесно е да заборавиме дека копнежот за среќа не е она што го чини моментално нашиот живот, него каде се наоѓа нашето срце, каде ние тежнееме. Јас знам дека некои од вас сега ќе кажат, па да, што, ние го живееме животот еднаш и толку. Така, еднаш, али тој живот дали е со смисол? Затоа имаме ова наша серија и затоа незиниот наслов е смислата на животот. Бог не создал со цел, со смисла за да живееме на оваа земја, за да го представиме на најдобар можен начин неговиот карактер. Ако велиме дека сме христијани, Исус го представил Отецот во потполна слика, онака како што, нажалост, луѓето во тоа време ја изгубиле, не го сваќале Бога, не го разбрале на најдобар можен начин. Еве нешто интересно што најдов, а мислам дека е добро да го споделам со вас, а гласи вака. Да луѓе чешće мисле како се само на пропутувању кроз овај свет, били би чисти и болji. Верувам дека се наоѓа голема вистина во овие зборови. Ако само замислиме дека нашиот живот е испит, одговорност и како што кажавме на самиот почеток дека е минлив, ваквите работи нема да не привлекуваат и тогаш и самиот обруч на работите кои што се околу нас, кои толку светот знае да ги пласира, а се желба на очите, ќе попушти полека тој обрач. Затоа ние се подготвуваме за нешто што е многу подобро, нешто што Бог сака да ни го открие, нешто што е повредно. Кажавме дека животот е испит. Значи, тоа е и одговорност која што ја имаме пред Бога. Каков став ќе донесеме? Која одлука, значи, во нашиот живот е вредна? Како ќе го проживееме животот на оваа наша планета Земја? Кои се тие вредности кои што ние ќе им дадеме приоритет во нашиот живот? Јас знам дека основните работи ни се потребни, али што е тоа што ние го задоволуваме? Нашиот апетит? Или што? Глата на нашите очи? Се сеќавам во една прилика еден мој драг пријател. Отидовме во еден ресторан да јадиме и многу ги сакаше маслинките. И ја наполни часата со маслинки, одозгоре ја стави салатата и јадеше колку што јадеше, ама очите беа толку гладни. И во еден момент зеде една од оние маслинки и вели: "Јадете, гладни очи." Дали често во нашиот живот и ние можеби така се однесуваме? Нашите очи се толку гладни, сакаме сето тоа да го задоволиме, али не сваќаме дека животот на земјата е минлив. Како ние ќе го проживееме тој живот? Еве некој нешто што мислам дека добро го напишал. Животот е најтешкиот испит. Многу луѓе паѓаат бидејќи копираат други, без да знаат дека секој има различен тест. Ова е сушта реалност. Ние сакаме како и оној друг што има, да ние имаме, али не е тоа нашиот испит, тоа е неговиот испит. Нашиот испит е поинаков и затоа, драги мои, ние мораме да го живееме животот кој што Бог ни го дал. Да бараме од Бога мудрост и да ни открие што е тоа што тој сака ние да го живееме и како да го живееме животот. Затоа апостол Павле ќе ги каже следните зборови. Зашто ние не целиме кон видливото, туку кон невидливото, бидејќи видливото е времено, а невидливото е вечно. Факт е дека земјата не е нашето крајно одредиште. Кога ово го велам, мислам дека само животот сега и тука, некогаш луѓето го сметат дека тоа е се што имаме. Но Библијата вели и повторно ќе ни каже дека земјава е само наше привремено престојувалиште. Живееме тука за да можеме да ги усовршиме нашите карактери. Како Исусови следбеници доживуваме тешкоти, жалост. И од која причина? Затоа што овој свет на некој начин не отфрла, затоа што ние не сме дел од него.
Apostol Jovan, ki gi kaže следните зборови. Ovo se zborovite na Isusa Hrista koji što gi zapišao. Ova vi go rekov, za da imate mir vo mene, veli Gospod Isus Hristos. Vo svetot ki imate maki. No ne plašete se, zašto jaz go pobediv svetot. Vistina vi velam deka vije ke zaplačete i ke zaridate i svetot ke se raduva. Vije ke bidete nažaleni, no žalosta vaša, veli Gospod Isus Hristos, ke se pretvori vo radost. Понатаму во истата книга вели, ако светот ве мрази, знаете дека мене светот уште пред вас ме замрази. Да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше своето, но бидејќи не сте од светот, туку јас ве избрав од светот, затоа светот и ве мрази. Ако некогаш имате проблеми со луѓето околу вас, е затоа што вашиот карактер е поинаков, затоа што вашето срце копне и тежне кон оние небесните вредности кои Бог ви ги садил и на кои Бог ве повикува да ги живеете сега, денес, овој ден, да се подготвувате за оној момент кога ќе дојде Господ во својата слава. Ова исто така го објаснува и фактот зашто ни се чини дека Божите ветувања некојаш во нашиот живот не се исполнуваат. Зашто некои наши молитви не добиваат одговор и некои ситуации во кои се наоѓаме изгледаат неправедни. Али ова, драги мои, не е крај на приказната. Ние знаеме дека Господ е справедлив. Господ не повикува. И како што кажавме и читавме од овој текст, светот не замрзал прво нас, него Исуса. Зошто го распнале? Затоа што бил поинаков од нив. Се разликувал. Неговото срце копнело кон небесните вредности. Еве, уште нешто што сакам со вас да споделам, а сметам дека е интересно. Едно писмо. Вели, управо сам сватила болну пролазност живота. Успављuje мама моју бебицу и каже, кад склопим очи, помислим да још увек успављуjem тебе. Теби певам, тебе милуjem. Отворим очи, видим, сад си ти мајка. Ја стара, а он е тај кој још има живот испред себе. Људи мои, легла сам поред сина, успавала ga je, otišla, a ja lijem suze kao nenormalna. Зарем ова не е вистина? Колку животот е минлив. Може би кога ќе се погледнете во огледалото, ќе кажете, кога бев млад. Колку брго помина деновите. Ги гледате генерациите кои што се зад вас. Али немојте да жалите, затоа што знаете дека Бог ве сака. Бог ве љуби од почетокот, од првиот ваш здив во вашиот живот. За да би се спречило премногуто наше врзување за овој свет, Бог дозволува да осетиме и извесна количина на незадоволство, на разочарување во животот, сакајќи да никогаш не бидеме потполно задоволни од оваа страна на животот кој што го имаме, или како што луѓето знаат да кажат, од оваа страна на вечноста. Не сме потполно задоволни со оваа тука, затоа што и не треба да бидеме задоволни. Затоа што има нешто што е многу подобро од ова. Земјата не е наша конечна дестинација. Создадени сме за нешто многу подобро кое што Бог ни го подготвува. Што е тоа што Бог нам ни го подготвува и што сака да го имаме во нашиот живот? Рибата никогаш не би била среќна на суво, нели? Затоа што е создадена за во вода да живее. Орелот не би се чувствувал задоволен, а да не може да лета. Јас и ти никогаш не би биле потполно задоволни на земјата, затоа што сме создадени за нешто многу повеќе. Ние имаме тука и среќни сме во моментите кои што ги живееме на оваа наша планета Земја. Ама ништо не може да се спореди со она што Бог го има во план за тебе и за мене. Што е тоа? Една вистина која е сурова. Се е минливо, вели, све е пролазно. Емоције, мисли,
stvari i ljudi. Nemoj se vezati, samo plovi. Колку често ние се врзуваме за некои работи. Погледнете ги работите кои што ни се сервираат околу нас. Прегеска ви покажав еден слайд со прекрасна кола. 2 уствари беа. Со прекрасна вила. И се врзуваме за нешто што е минливо. Сакаме да имаме, можеби, една добра, скапа кола. А која е разликата помеѓу таа скапа кола и она која што е, можеби, средна класа кола? И едната и другата ќе ве превезат од точката А до точката Б. И едната и другата, нажалост, не ви гарантираат 100% безбедност да во случај на судар вие ќе преживеете. Зошто тогаш се врзуваме за овоземските работи? Разбирањето дека животот на земјата е минлив би требало радикално да ги измени и моите и вашите вредности. Вечните, а не минливите вредности би требало да станат одлучувачки фактор на нашите одлуки. Како што тоа го има кажано еден познат духовен писател C.S. Луис или Клайв Луис, кажал: се што не е вечно, вечно е безкорисно. Колку вистинито, зарем не? Ништо на оваа планета Земја не е вечно, нели? Ни автомобилите, ни сатовите, ни мобилните, ништо, ни куќите, ништо не е вечно. И затоа вели, сето тоа е вечно безкорисно, затоа што може да го врзи нашето срце. Од друга страна, Библијата ни вели следно, апостол Павле ќе ги каже следните зборови. Зашто ние не целиме кон видливото, туку кон невидливото, бидејќи видливото е времено, само за сега, за овој период, а невидливото е вечно. Фатална грешка е да се смета дека Библијата и дека Божја цел за нашиот живот е овој материјален просперитет или успех. Како што тоа, нажалост, повеќето луѓе на овој свет го мислат. Богатиот живот нема никаква врска со материјалното богатство, а верноста наспрам Бога не гарантира дека ќе имаш успех на работа, па и кога се работи и за служење. Затоа апостол Петар ќе ги каже: возлюбени, ве молам како придојдени и гости да се пазите од телесните похоти што војуваат против душата. Нажалост, луѓето се врзуваат за материјалните блага, за она што го има на земјава. Се сеќавам во една прилика додека живеевме во Англија, работев кај еден човек кој што, можам да кажам, голем богаташ. И тој се одушевуваше што има пари и мислеше дека сите зависат од неговите пари. Работев 7 дена, 6 дена работев и на крајот од 6-тиот ден во петокот ме исплаќаше. И во една прилика немаше кеш пари да ми плати и ми рече: Джордж, така ме викаше тој, почекај да отидам да донесам, да извадам пари од банкоматот и ќе се раскусураме. Го почекав. Кога се врати, вели: нажалост неам пари. Вели: како ќе преживееш до следниот петок? Јас го погледав, му реков: не е проблем. Јас имам, господине Марк, уште пари. И он не можеше да свати, он мислеше дека затоа што има многу пари, сите зависат од тие негови пари. Али тоа беше една од работите кои што ги имав покрај другите. Така да јас не зависев од таа плата за таа седмица. Луѓето се врзуваат за материјалното, али Бог затоа ни вели преку апостол Петар, повторно ќе ги прочитаме овие зборови: ве молам како придојдени и гости да се пазите од телесните похоти. Тие војуваат против нашата душа. Ја верувам дека секој еден од вас ќе ја препознае ова војна која што се води во вас. Еден друг кажал вака: на крајот или на крају не е важно колико си имал година, веќе колико живота е било у нима. Каков живот сме го живеале за во тие години кои што се пред нас. Павле бил верен, ама завршил во затвор. Јован Крстител исто така бил верен и послушен на Бога, ама бил погубен. Милиони верници, побожни луѓе биле мачени.
ги изгубиле своите животи и завршиле со својот живот, а да ништо не укажувало на тоа какви биле. Крајот на животот и не е крај. Ние ќе видиме во една од следните предавања, ќе зборуваме за ова. Кои се тоа херои на Библијата? Во Божите очи најголеми херои не се они кои постигнуваат најголем успех, кои што имаат благосостојба, моќ во овој живот и тука на земја, туку оние кои сметаат дека животот е минлив и служат верно, очекувајќи ја ветената награда за вечноста. Библијата вака зборува за Божјата алеја на великаните. Сите тие умреа со вера, не добивајќи ги ветувањата, а само оддалеку ги видоа и ги поздравија, признавајќи дека се, внимајте на овие зборови, гости и придојдени. Но тие сакаа подобро, односно небесна татковина. Затоа и Бог не се срами да се нарече нивен Бог, бидејќи им има приготвено град. Драги мои, дали вие сакате да живеете во овој град? Во овој град во кој што нема болест, нема војна, нема смрт, нема болници, нема разделби. Зар не е тоа прекрасно место на кое Бог очекува да не види? Твоето време на земјава не е довршена приказка на твојот живот. Мораш да чекаш на небото за да би ги добил останатите поглавија. За да би живеел како странец потребна ни е вера. Вера која Бог ни ја открива. Често се повторува една стара приказна за еден пензиониран мисионер кој се враќал во Соединетите Американски држави со истиот брод со кој се враќал и председателот на истата држава. И се собрала толпа за да го пречека председателот. Тука бил и војниот оркестар, црвениот килим, заставите, медиите го поздравувале враќањето на председателот дома, додека мисионарот незабележливо слегол од бродот. Тогаш Бог го потсетил. Дете, ама дете мое, ти се уште не си стасал дома. Нема да бидеш на небото ни 2 секунди, а веќе ќе плачеш зашто сум им придавал толкава важност на минливите работи. Кога таа убавина која што Господ ни ја подготвува, ќе ја доживееме. Зошто сум губел толку време, толкова енергија и зошто сум се грижел за нешто што нема да трае вечно? Зошто не сум ја согледувал важноста на она што Бог ни го подготвува? Град кој што Бог сака да ни го даде. Кога животот ќе постане тежок, кога ќе те преплават сомнежот или кога ќе се запрашаш дали вреди да се живее за Христа, сети се дека се уште не си стасал дома. Ни смртната постела нема, кој ќе дојде, нема да го оставиме домот, туку ќе отидеме на починка пред да стасаме дома кој ни го подготвува нашиот Господ. Отидеме на една привремена починка и го чекаме нашиот Спасител, нашиот Избавител, нашиот Господ Исус Христос. Еден духовен писател, Елена Вајт, ги кажува следните зборови. Разбудете се, отстранете ја својата гордост и напуштете го неутралниот став. Времето на вашиот испит е дојдено и морате да заземете став за Христа или против Него. На чива страна сте? На страната на светот или на Христовата страна? Дали ја примате вистината? Бог бара решителна промена во вашето држење. Ова прашање, драги мои, си го поставувам лично себе, ама исто сега ви го поставувам и вам. На чија страна сме? Ако сме кажале дека сме неутрални, не може да бидеме неутрални. И они кои што велат дека се неутрални, на жалост се на страната која е негативна. Али они кои цврсто одлучуваат и сакаат да бидат на Божјата страна, Бог ги повикува.
И овој исти духовен писател вели: вистината што ја поседувате е слово на живиот Бог. Што правите за да ги исполните барањата на Евангелието? Дали вашата најголема желба е да ја дознаете волјата на оној кој се даде себе си за вас, низ само одрекнување и жртва, за да можете да станете синови и керки Божи? Дали се трудите душите да ги потикнете да се заинтересираат за вечните реалности или вредности? Дали ја читаме оваа книга? Овој духовен писател во многу пати ја препорачувал оваа книга на секој еден човек. Ако ја немате, нарачете ја што поскоро, за да можете да ги дознаете вредностите на незините страници. За да го имате мирот кој прегеска читавме во текстовите. Еве што Господ Исус Христос ни вели: да не се плаши срцето ваше. Верувајте во Бога и во мене верувајте, вели Господ Исус Христос. Во домот на мојот Отец има многу места за живење, а да немаше, зарем јас ке ви кажам, што? Одам да ви приготвам место. Кога ќе отидам и ќе ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас кај себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Каде сакате да бидете, драги мои? Дали овој наш минли живот ќе го поминеме туку така на оваа земја, борејки се за една педа земја, сакајки повеќе од она што Бог го планира за нас? А Бог планира што? Да бидеме во вечноста. Бог не сака да сето богатство на оваа планета Земја го приграбиме за себе. Бог сака да, ако имате материјално, и ако Бог ве благословил со тоа материјално, вашиот испит е како ќе го искористите тоа материјално. Дали за своји лични цели или за да им помогнете на оние кои што немаат. Испитот кој што вие го имате, го немам јас. Испитот кој што јас го имам, вие го немате. Затоа, драги мои, размислувајте за смислата на животот. Каде сакате да го поминете својот живот? Знаеме дека е минлив, али дали вредностите кои што Бог ни ги открива, ги прифаќаме веќе сега, денеска на оваа планета Земја? Во следна прилика ќе зборуваме за прославување на Бога. А дотогаш, секој добро ви посакувам.